Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Самовистина. Вечерва во студиото имаме пратеничка дебата. Десно од мене Бисера Костадиновска-Стојчевска од СДСМ. Добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. И Бране Петрушевски, ВМРО ДПМН. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Ќе почнам со има многу во последно време кога ќе се каже претеникот Бране Петрушевски, најчесто се потсетуваме на оние пресконференции што во последно време ги држите, ќе зборуваме секако и за актуелните, еве да ги наречам афери или скандали кои што власти и опозицијата меѓусебно ги разменуваат, барате одговорност од јавното обвинителство, ќе говориме на овие теми, но за почеток за она што се случуваше денеска пред владата, протестот на Сојузот на синдикатите, тие велат дека ќе има генерален штрајк во март, ако до крајот на овој месец не се зголеми минималната плата, се најавуваат и блокади во други градови. Костадиновска-Стојчевска власта вели дека синдикалниот лидер повеќе како политички да настапува. Денеска пред владата и портпаролката на СДСМ го повика премиерот да излезе на протестот и да им објасни на работниците, односно на синдикалците за околу покачувањето на платите, што од страна на власта, ако еве не се лажам, Петрушевски исправете ме, се толкува како на некој начин му се дава политичка поддршка на протестот на СДСМ, па еве околу ова и што мислите околу минималната плата? Јас разбирам дека секогаш кога на власта, кога не му се допаѓа она што го зборува синдикалниот лидер и кога го зборуваат работниците, дека најлесно е да се каже дека тие делуваат како во сенката на нечие политичко делување. Мене ми е навистина многу жал што правото на подобар живот, зголемување на минималната плата и барање на своите права се толкува токму така. Сметам дека треба работниците да добијат и протестите да добијат максимална поддршка не само од опозицијата, туку и од власта, затоа што сме една од земјите во регионот со најниски примања, а инфлацијата оди само нагоре, трошоците за живот растат, сметките растат и тоа сите ние го чувствуваме и сметам дека треба да им се помогне на секој можен начин да се зголеми минималната плата. Ние втор пат поднесовме закон со кој што баравме минималната плата да биде 660 евра, меѓутоа два пати бевме одбиени, еднаш бевме одбиени кога самиот закон беше ставен на гласање, вториот пат кога побаравме да се стави на дневен ред и кога бевме одбиени со изговор дека тој материјал не стигнал на време. Се надевам дека власта има некоја стратегија за како да ја зголеми минималната плата, бидејќи 2 години минималната плата не е зголемена. А би сакала да ја потсетам јавноста дека кога дојдовме на власт во 2016-17 година, минималната плата изнесуваше околу 10.800 денари, што не беше износ кој што сите го земаа, некој ја прима и под таа, да речем, под таа дозволена граница, и тогаш од минималната плата од 10.800 сега веќе е околу 24-25.000 денари, што значи дека навистина работевме на тоа за време на мандатот на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата да ја зголемиме минималната плата со закон, да воведеме методологија, меѓутоа и да донесеме и политичка одлука тогаш кога се разбира имаше реакција од бизнис заедницата, од работодавачите, со тоа што им помогнавме и нив. Што сакам да кажам со ова, дека има мерки како да може да се зголеми минималната плата и владата со одредена стратегија да излезе, да им помогне на работодавачите и на бизнис заедницата во еден одреден период, како да го премостат тој период на зголемени плати, зголемени придонеси. Меѓутоа мене ми е жал што наместо да се најде стратегија, власта наоѓа етикети дека синдикалните лидери делуваат од некој друг аспект, освен од правата на работниците, а еве денес си видовме всушност еден од тие синдикални лидери каде веќе завзеде нова функција, така да работниците знаат кој навистина се бори за нивните плати, а кој не. Ајде да видиме сега, Петрушевски, се согласувате со ова што го кажа Костадиновска-Стојчевска, дали владата е таа што практично не сака да го најде решението за зголемување на платите, зошто едноставно не можат да се договорат во тој социјално-економски совет и кој имаше денеска објаснување од страна на ВМРО ДПМН што се прави околу покачувањето на платите, но очигледно тоа не ги задоволува во моментот барањата на синдикалците или на работниците. Најпрво мора да ми дозволите да искажам
дека правото на протест е апсолутно загарантирано право и го поддржуваме и како влада, и како пратеници, и како владеачка партија, и апсолутно сметаме дека тоа право никогаш не било спорено и секој има право да го искаже своето незадоволство, онака како што налагаат законите, и тука никој нема дилема. Она кое што е прашање, тоа е дали владата сака или не сака да се зголемат платите. Мислам дека имавме јасен и конзистентен став, а тоа е синдикатите заедно со работодавачите во рамките на институционалниот диалог во социјоекономскиот совет да седнат, да разговараат, владата да биде медијатор и она кое што тие ќе го договорат, владата ќе го прифати. Меѓутоа индикативно е зошто Сојузот на синдикатите на Македонија, односно ова нивно раководство, не сака да преговара, туку го избра овој начин на действување за своите, условно кажано, права. Мора да кажам некои факти за да доеме до она кое што ние го велиме, а тоа е политичката инструираност на ова раководство на ССМ. Најпрво еве и колешката Стојчевска спомена дека СДСМ ја зголемило платата минимална додека биле на власт. И тоа зголемување за 7 години изнесува помалку од она зголемување кое што сега го бара Сојузот на синдикатите на Македонија. Значи ако зборуваме од 10.000, како што рече колешката, до 21.000 кога беа тие на власт 23-та, 20.175, тоа зголемување за 7 години е помалку од ова кое што се бара сега, се бара 12.000, односно, извинете, од 400 евра на 600 евра, да бидеме по-прецизни. Значи, за една година се бара нешто кое што не било испорачено изминатите 7 години. Имале доволно време за да само да ги зголемуваат платите, да ја зголемуваат минималната плата, за да сега синдикатите бидат помалку незадоволни. Втор аргумент. Кога СДСМ беше на власт и кога ја зголеми платата на 18.000, минималната плата со законска измена, во договор, ќе повторам, затоа што тоа е пракса и законска обврска секогаш, во договор помеѓу работниците и работодавачите, ја зголеми само минималната плата, но не и другите плати, за 2800 денари. Тогаш ССМ поднесе амандман, на нивно барање, инициираше амандман, кој што ние го поднесовме, за зголемување на сите плати за 2800 денари. Ова е тој амандман кој што ние го поднесовме. Тоа е која година? 2000... Тоа е на буџетот на 2022 година. Да, тогаш кога го сменија закон за минимална плата да биде 18.000, а не сакаа да ги зголемат другите плати што беше законска обврска. Тогаш ние од Сојузот на синдикатите добивме пофални зборови, бевме истакнати истите пратеници кои што сме го поднеле овој амандман, истиот тогаш беше усвоен на Комисијата за финансирање и буџет, меѓутоа потоа на законодавно правна комисија го поништи. Таа обврска која што сме ја презеле ние како тогашна опозиција, за разлика од другите опозицијски партии кои што едно зборуваат во опозиција, друго кога ќе дојдат на власт, ние штом дојдовме на власт ги веднаш испорачавме тие барања на ССМ. Односно, линеарното зголемување на вработените во јавниот сектор го направивме секаде, вклучително и во општините раководени од градоначалници на ВМРО веднаш, и таму платите се зголемени во просек по околу 5000 денари по вработен. Ги зголемивме платите во образованието со колективен договор заедно со синдикатите, каде што зголемувањето ќе биде од 40 до 60% во рок од 4 години, стратешки. Ги зголемивме платите во високото образование за 14%, здравствените работници исто така во 4 годишен период ќе добијат од 40 до 50% повисоки плати. Полициските службеници добија 10% изголемување, социјалните работници добија 20% поголеми плати, вработените во СОЗАРА 30%, последниот договор со УПОС и САДУ околу 11.000 вработени во администрација добиваат 40% поголеми плати за 2 години од сега. Испочитувани се сите колективни договори кои што претходната власт ги потпиша на заминување и не ги почитуваше. Зборувам за колективните договори во одбраната, во културата и сите други институции. Значи, она кое што ние го правиме е многу повеќе од она кое што беше првично барање на минималната плата. Кој ќе биде решението од прилика? Ќе дојдеме и до тоа. Суштината е дека ние изголемуваме платите многу повеќе од она кое што тогаш беше барање на Трендафилов, кога беше СДСМ на власт. Само 2800 денари. Сега одеднаш бара 12.200 евра и прави протести и блокади кои што претходно не ги правеше. Она кое што сакаме да го стакнеме, значи, ние не бегаме од дебат и не бегаме од диалог.
Меѓутоа, во една правна европска држава, каква што ние се стремиме да бидеме, диалогот се води на институционално ниво. Затоа постои социоекономскиот совет, каде што треба да седнат работниците и работодавачите, да се усогласат, да ги истакнат аргументите работниците, односно синдикатите, кои се нивните барања, да образложат работодавачите, оние кои што треба да ги исплаќаат тие плати, колку може да дадат минимална плата, колку да се зголеми, но колкав период. Вие сметате дека треба да се договорат? Да, апсолутно, тоа е ставот на влада. Меѓутоа ставот беше на Костадиновска пред малку дека треба владата околу придонесите, че нам рековте, и тоа да би било во оптек. Она што сакав да го кажам, што навистина не е во ред да се префрла топката само на синдикатите и работавачите е овој став, дека владата треба да седи настрана. Не, ова е трипартитен договор, не е договарање само меѓу две страни. Значи не сме владата да биде изземена од прашање за тоа како да се зголеми минималната плата. Особено што не смее да биде само дека вие договорете се, еве понародски кажано, вие договорете се, ние ќе испочитуваме. Доколку на пример работодавачите реагираат дека тие нема да можат да го издржат тој товар, тогаш може владата да истави, како што истапила и порано, кога ние донесовме политичка одлука дека треба да се зголеми минималната плата, тогаш владата донесе мерки со кои што им учествуваше со одреден период на плаќање на придонесите, односно разликата што требаше да се плати во придонесите, и така им даде помош на компаниите, и тогаш имаше големи реакции на вистина, меѓутоа никој не отпушти ниту еден работник. Тоа е првиот момент. Да, но во моментов дали е одржливо тоа решение, веројатно. Видете, затоа велам, не може владата да седи настрана и да каже дека вие договорете се, ние ќе испочитуваме. Тогаш, дали тоа значи дека ако тие договорат дупло повисока минимална плата, еве, во некое идеално решение, дали тогаш владата тоа ќе го испочитува? Тоа е првиот момент. Второ, ја споменавте синдикалната кошница, или односно се извинувам, зголемувањето на колку било од 2017 до 2024. Тоа се разбира дека зголемувањето на минималната плата оди според тоа колку изнесува синдикалната кошничка. Синдикалната кошничка во јануари 26 изнесувала 66.413 денари. Затоа е побарувањето од 660 евра минимална плата. Во декември 21 изнесувала 35.000 денари. Да, но тоа ќе повлече изголемување на останатите плати. Тоа ќе повлече изголемување на останатите плати. Сега, тука јас би сакала да напоменам некои работи кои што ги напомена колегата Ване. Само ве молам, во интерес на гледачите да видиме пократки за да имаме и дебат. Меѓутоа, ве молам, ова е, мислам, мора да го кажеме, платите во образованието, платите во здравството ги зголеми претходната влада. Платите во култура се зголемија во 2020 година со потпишувањето на колективниот договор, и тој колективен договор минатата година првпат не беше почитуван. Оваа година гледаме нова најава. Тоа што синдикатот го очекува и да се види како ќе се пресмета сега оваа плата. Со зголемувањето на минималната плата, бидејќи нивниот колективен договор е поврзан токму со минималната плата, зголемувањето на минималната плата. Зголемувањето на платите во високото образование настана кога се потпишаа двата колективни договори од претходната влада. Јас не знам тука што не беше испочитувано. Не беше испочитувано дека првпат по 15 години имавме општ колективен договор кој што сега некако се минира и се вели дека треба да се раскини, па треба да се препреговара нов и така натаму и така натаму. Не може се што е добро да биде раскинато и да се каже дека ние не сме го почитувале. Особено за платите во култура кои се зголемени за повеќе од 54%. Ниту еднаш културните работници не добиле помала плата од она што е очекувано. А да се потсетиме дека минатата година, или беше, мислам дека за најголемите празници културните работници беа без плата. Ајде, Петрушевски, одговорите. Така да, не се сеќавам, се извинувам, само уште една реченица да завршам. Не се сеќавам дека некој од зголемувањето на платите се случило пред 2016 или пред да дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, а не се сеќавам пак вакво грубо кршење на барањата на работниците, на барањата за минимална плата, на неисплаќање на платите и на повикување на уставност на сите колективни договори само заради тоа што навистина треба да се зголемат платите по потпишаните колективни договори, нешто што конечно ги регулираше нивните плати. Само за потсетување, вработените во култура земаа минимална плата години.
години и конечно во 2020 тоа се регулираше со потпишување на тој колективен договор. Платите во високото образование исто така беа и во здравството беа на навистина многу незавидно ниво. И да ве потсетам дека не само што се потпиша колективен договор, туку на оние универзитети кои што не беа опфатени за тој колективен договор, нивните плати се регулираа со Законот за високо образование. Ајде, одговорите да идеме и на другите теми. Вака никој не рече дека владата ќе седи надвор, напротив, рековме и тоа е став на владата дека ќе биде медијатор во разговорите помеѓу синдикатот и работодавачите во институционален договор во социјоекономскиот совет и тоа е став дека владата ќе биде таму. Сева кое што ние го овдека дебатираме и го разговараме и го нафрламе како идеи, треба да седне синдикалниот лидер на маса со работодавачите и да го испреговара. Она кое што ќе го испреговара ќе биде испочитувано од владата и тоа е јасен став. Нека биде и дупло како што рекоте, најавата на синдикатот беше дека генерален штрайк има во март, така до крајот на февруари, значи очекувате дека до крајот на февруари ќе седнат, ќе разговарат? Па не очекувам, тоа ми беше вториот дел одговорот, не очекувам затоа што овој синдикален лидер не работи за правата на работниците. Не му е него крајна цел да дојде до договор, него крајна цел му е политички да се промовира и да и наштети нова влада, затоа што самиот тој е поставен нелегално и за тоа се води судски спор на самата позиција во време на СДСМ без да има исполнети критериуми, односно без да биде председател на Гранков синдикат. За овие синдикални договори кои што овдека ги зборуваше и колешката Бисера, значи тој потпиша како синдикален лидер општ колективен договор во кој што пресметката на платите, односно зголемувањето на платите, важи одложено, односно после избори кога беа свесни од СДСМ дека ќе паднат од власт, па ќе го префрлат теретот на една идна влада. Да, апсолутно сите колективни договори се почитуваат и ќе се почитуваат и ќе се исплаќаат платите согласно колективните договори. Меѓутоа, суштината на ова кое што го говориме денес е дека овој синдикален лидер не сака договор кој што ќе значи поголеми плати, затоа што онаму каде што владата е работодавач си постигнала да говори со соодветните репрезентативни синдикати, дел од нив и членки на ССМ, и ќе ги зголемува платите. Меѓутоа, и тоа никогаш не беше поздравено од негова страна, ниту еден договор за зголемување на платите не е поздравен од овој синдикален лидер. Зошто? Затоа што неговата цел е политика. Како што е договор за минималната плата? Затоа ви велам, имаме прво закон за минимална плата кој што предвидува усогласувањето за редовните зборови. Да, и минималната плата си расне согласно претходно утврдена формула во закон кој што беше предложен од ССМ во 23 година, усогласен со тогашната влада, со тогашните работодавачи, представници синдикати и беше представен на јавноста како едно епохална победа на Сојузот на синдикати и дека минималната плата повеќе нема да влие од волјата на политичарите, туку ќе се зголемува како формула и тогаш со кренати раце, со стиснати тупаници, заедно тогашниот премиер и лидер се слика. Како ќе се одвиваат. Така што, она кое што сакам да го потенцирам, за да знаат граѓаните. Овој синдикален лидер не сака договор за зголемување на платите, затоа што гледате дека владата има волја и прави по 4 годишни договори како да се зголемуваат платите, да дојдеме до тоа ниво. Меѓутоа и без него, оваа влада ќе го постигне во овој мандат тоа побарување кое што го имаат работниците и ќе дојдеме до таа цифра на зголемување на минималната плата. Меѓутоа, да не очекуваат дека овој синдикален лидер за крајна цел има подобрување на работничките права. Накусок имате да додадете да преминеме на следната тема. Многу кусно, затоа што имаме повеќе теми, ќе немаме доволно време. Симптоматично, да, како овој синдикален лидер не наеднаш не е синдикален лидер и не е правилно избран и така натаму, се за тоа што бара да се одговори на барањето за зголемување на минималната плата во време кога навистина се многу зголемени трошоците, кога повеќе ги нема тие, кога повеќе немаме ниту потрошувачка кошничка каква што имавме или кога таа не се смогна сили да се продолжи важењето на таа и некаква каква и што да постоеше, која што опфаќаше производи кои што навистина требаше да бидат многу поопширни, многу поопфатни, кога требаше да трае подолго, кога требаше да имаме да продолжат субвенциите на сметките за електрична енергија, кога требаше да продолжиме да ги помагаме граѓаните и секога наеднаш цела таа помош ја нема, гледаме дека за се друго има пари, освен за ова. Повторно ќе кажам, не може без да биде прашана владата и без владата да учествува во овој процес, само да се фрла вината на другите две страни. Заради зголемувањето на трошоците за живот, навистина мора да се најде начин како да се зголеми минималната плата.
Добро. Кажа Петрушевски дека очекува во социјално-економскиот совет, ќе видиме што ќе се случува, па ќе видиме дали се работи за политика, кој сака, кој не сака. Да, јавноста, да, секако ќе бидеме сведоци на тоа што ќе се случува. Како и да е, на крајот од денот сепак треба да се најде некое решение во интерес и на сите. Денеска Советот на јавните обвинители даде позитивно мислење на 4 од 5 кандидати кои што беа пријавени на огласот за нов јавен обвинител. Немаше позитивно мислење за поранешниот председател на Кривичниот суд Панчевски, кој што попладнево на Facebook го соопшти, односно ја прикажа потврдата од Кривичниот суд дека не е точно дека имал прекин на стажот, туку дека напротив имал стаж, односно го исполнувал условот и зошто е, еве да кажеме, дисквалификуван. Сега топката е во рацете на владата. Петрушевски, еве, одговорите од другата страна беа од Советот дека нема зашто да има тука политика. Очекувате дека брзо ќе заврши овој процес? Владата нема рок сега кога треба да одлучи, така нели е според? Па сега постапката е да оди во владата, така што владата треба да предложи еден кандидат до собранието, каде што ние треба да го изгласаме или не го изгласаме соодветниот предлог. Јас не сакам да верувам дека во одлуката на Советот на јавни обвинители има вмешано прсти политиката. Сакам да верувам дека се е постапено согласно право и правда. Очекувам да избереме брзо нов јавен обвинител, затоа што ни е неопходно, и очекувам тој нов јавен обвинител кој да биде пред се генератор на правдата во Република Македонија, и очекувам да ги извади од фиока сите оние предмети за висока корупција кои што за жал претходниот јавен обвинител ги чуваше во фиок. Ете, тоа се моите очекувања. Па, според моите информации, се работи за сигурно 50 до 80 предмети. Добро. Тоа се официјални кривични пријави поднесени од институциите надлежни за прогон, кои што не се процесираат во јавното обвинителство. Така што очекувам да ги процесираат и доколку не постои кривично дело, истите да ги затворат, доколку постои кривично дело, да се формира обвинителен акт и потоа да оди на оценка во судот и да си ја добие заслужената казна.